Со новиот закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатијата со доминантна сопственост на државата, Министерството за труд и социјална политика обезбеди паричен надоместок за уште 1100 стечајци. Со законот за стечајци, невработеното лице треба да има најмалку 14 години работен однос во предпријатија со доминантна сопственост на државата. Останатите услови остануваат исти како и со досегашното законско решение, односно работниот однос на невработеното лице да му престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно до 31 декември 2020 година со предпријатие со доминантна сопственост на државата или на кое работниот однос му престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок по приватизација на предпријатието под истиот услов да биде заснован додека предпријатието било со доминантна сопственост на државата. На денот на поднесување на барањето, невработеното лице треба да е на возраст од најмалку 52 години за жена, односно 55 години за маж, да остварило право на паричен надоместок по 1 јануари 1993 година и од 31 декември 2020 година до денот на влегување во сила на овој закон да не било во работен однос. Со новото законско решение, дополнителни 1100 стечајци ќе добиваат материјално обезбедување од 9242 денари месечно. Министерството за труд и социјална политика ги повикува сите лица кои ги исполнуваат условите во рок од 30 дена на влегувањето во сила на овој закон да се пријават во Агенцијата за вработување за да ги остварат своите права. За спроведување на овој закон на месечно ниво ќе бидат потребни 13.093.300 денари, односно за 4 месеци од 2021 година околу 52.373.200 денари. Новиот закон за стечајци вчера собранието едногласно го изгласа.